Првиот дел од увидот во функционалноста на информатичкиот систем и надзор над примената на одредбите од судскиот деловник во судовите заврши. Како што и досега бевте информирани, потребата од извршување на увид во работата на познатиот АКМИС систем дојде како резултат на извештајот од експертската група предводена од господинот Прибе, во кој беше наведено дека има индиции за злоупотреба на системот за автоматска распределба на предмети во судовите. Министерството за правда, согласно својата надлежност предвидена во Законот за судови и судскиот деловник, изврши увид над примената на одредбите од Законот за судови и судскиот деловник во Основниот суд Скопје 1 Скопје, Апелациониот суд Скопје и Врховниот суд на Република Македонија. Увидот го спроведе работна група која беше формирана од страна на Министерството за правда, а ја сочинуваат стручни лица од Министерството за правда, судии и информатичари. Првиот увид се спроведе во Основниот суд Скопје 1 на 5 октомври 2017 година и на 10 октомври 2017 година. Во Апелациониот суд во Скопје увидот беше извршен на ден 9 ноември 2017 година. Во Врховниот суд на Република Македонија увидот беше извршен на 17 ноември оваа година. Предмет на увид во сите три суда беа процедурите за функционирање на АКМИС, годишниот распоред на судии, процедурата за исклучување на судија од автоматска распределба и прераспределба на предмети, сите одлуки за рачна распределба на предмети. Увидната работна група констатираше недоследност во примената на Законот за управување со движење на предметите во судот и судскиот деловник, како и недоследност во користење на АКМИС системот во Основниот суд Скопје 1 и во Врховниот суд. Во Апелациониот суд во Скопје е констатирано дека Законот за управување со движење на предметите во судот и судскиот деловник се применуваат. АКМИСот е имплементиран и редовно се користи, освен во делот за судска управа. На почетокот да истакнеме дека во секој суд, секоја година, најдоцна до 31 декември, се донесува годишен распоред за работа на судот со кој се определува бројот и видот на судските оддели и специјализирани судски одделенија, преседатели на судски оддели, судии по судски оддели и преседатели на совети. Доколку во текот на годината се појави потреба за менување на годишниот распоред, истиот може да се измени само согласно постапката за негово донесување. Исто така, секоја година се донесува и годишен план за работа на судот и се формира работно тело за управување со движење на предметите во судовите. Во секој суд треба постојат и внатрешни процедури за одделни процеси при управувањето со движењето на предметите во судот. Во продолжение, ве информираме за наодите, односно увидените недоследности од секој суд поединечно. Основен суд Скопје 1 Скопје. Годишен план за управување со движење на предметите во судот е донесен само во 2013 година. Не е формирано работно тело за управување со движење на предметите во судовите. Не се донесени внатрешни процедури за одделни процеси при управувањето со движењето на предметите во судот. Годишниот распоред за работа на судот за 2016 и 2017 година е менуван често и не е испочитувана процедурата за негово донесување. Во рокот речиси 2 години бил 10 пати менуван, од кои во месец септември 2016 година бил сменет 3 пати. Не се почитувале одредбите од Законот за управување со движењето на предметите во судовите, согласно кој АКМИСот задолжително се користи при управување со движење на предметите во судовите. Не се користел модулот за автоматска распределба на предметите, а распределбата се вршила рачно. Движењето на предметите не се вршело во насока кон судии, тоа не се евидентирало, а од страна на уписничарот е избран стручен соработник кој вршел избор на кривичен совет пред кој ќе го реферира предметот. При увидот во судот е констатирано дека постојат 860 предмети во кои нема доделен судија. Со ова се доведува во прашање точноста на статистичките податоци во месечните и годишните извештаи за работа на судот и на судиите кои што се доставувани до повисоките судови, Судскиот совет на Република Македонија и Министерството за правда. Исклучувањето на судиите од автоматската распределба на предметите се вршело без изготвување на писмена одлука со наредба и без образложена причина.
Тоа се правело само со параф на председателот на судот и со телефонско јавување во судската писарница. Пишаните уписници не се заклучуваат, оставени се празни броеви, а истата состојба е и со електронскиот уписник. Апелациониот суд во Скопје. По извршената проверка на водење на уписниците од судската управа е констатирано дека основниот предмет се заведува во АКМИСот, но сите дополненија на предметот не се заведуваат, туку се зема бројот на основниот предмет и предметот се чува во регистар. Останатите активности кои беа предмет на увид биле исполнувани согласно законските обврски. Врховен суд на Република Македонија. Донесените упатства и заклучоци на работното тело за стандардизација на постапките во судовите не ги објавил на својата веб страна, не се доставувани до Комисијата за стручни мислења за примена на судскиот деловник. Оваа обврска која е задолжителна, според судскиот деловник, не е исполнета. Не било формирано работно тело за управување со движењето на предметите во судот. При промена на председателот на судот, веднаш се носел нов распоред за работа на судии. Не се почитувала процедурата за годишна промена на распоредот. Например, во 2017 година годишниот распоред за работа на сите судии бил сменет 9 пати. Не се почитувало начелото на специализација на судиите, односно судии кои постапувале во предмети од граѓанска материја, се прераспоредувале во кривична материја и обратно. АКМИСот се применувал според претходно примената рачна прераспределба на предметите за што постои писмена одлука од председателот на судот, но таа не е во согласност со одредбите на судскиот деловник. На овој начин, наместо случаен избор на судија, се добива очекуван избор на судија. Прераспоредувањето на поименечните предмети од еден на друг конкретен судија. Прераспределбата на предмети не се врши преку АКМИС, туку рачно преку системот се делат предметите на судиите кои се определени за постапување по тој вид на предмети. Например, за судија кој најавил подолго боледување на почеток на месец јули, а работи на притворски предмети, оддел за казниви дела, одлука за исклучување од АКМИСот е донесена после еден месец од траење на боледувањето. На крајот, сакам да потенцирам дека целта на извршениот увид е по укажувањето за лоцирани недоследности, истите да се коригираат од страна на надлежните судови со цел да се воспостави исклучителна професионалност во работењето на судовите и враќање на дигнитетот и кредибилитетот на судските институции. За таа цел, препораките од Министерството за правда се следни: доследно почитување на Законот за судови, Законот за управување со движењето на предметите во судовите и судскиот деловник, формирање и функционирање на работни тела за управување со движење на предметите во судовите, председателите на судовите да поднесуваат извештај за реализација на нивната програма за работа до Судскиот совет на Република Македонија, а председателите на повисоките судови да изготвуваат мислења за работата на председателот на судот. Да се зајакнат контролите на повисоките врз пониските судови и да се даваат конкретни забелешки и прецизни мерки за следење на констатирани неправилности со цел истите да се отстранат. Министерството за правда му препорачува на Судскиот совет, согласно своите овластувања, перманентно да ја следи работата на судовите во имплементацијата на АКМИСот и спроведување на Законот за управување со движење на предметите во судовите и судскиот деловник. На самиот крај од ова излагање, информираме дека извештајот од извршениот увид во наведените судови, кој беше изготвен од страна на работната група, ќе биде соодветно доставен до надлежните институции за понатаму да постапат согласно своите надлежности. Исто така сакам да потенцирам дека Министерството за правда, согласно своите ингеренции и во иднина ќе воспостави пракса на перманентен увид во функционирањето на АКМИСот и спроведувањето на одредбите од судскиот деловник. Увидот ќе продолжи и во останатите судови на Република Македонија. Игор Стефановски, новинар од Канал 5. До кои надлежни институции ќе го поднесете извештајот за констатираните забелешки со на системот од судови? Како што потенцирав, од самата чувствителност на самата материја, ние се решивме овој извештај да биде класифициран како доверлив и се до исходот кој што ќе го добиеме од самите надлежни институции, ќе го декласифицираме, ќе го имате на увид.
до надлежни институции кои имаат одредени овластувања да постапуваат по наводите во извештај. Дали специјалното јавно обвинителство покаже интерес за извештајот на кривичниот суд со оглед на тоа што се води предкривична постапка за поранешниот председател на кривичниот? Да, имаме добиено барање од специјалното јавно обвинителство и во согласност со процедурите ќе им го доставиме. Оштетени ли се граѓани во со овие злоупотреби, дали може понатаму со овие извештаи да бараат ревизија на судските постапки? Ингеренциите на министерот за правда, согласно Законот за судови и судскиот деловник се толку. Ние не смееме да навлеземе во самата суштина на самите предмети, тоа ќе треба да го докажат другите органи надлежни. Имиња на председателите на судовите кои што ги правеле злоупотреби? Јас мислам дека за ова пригода е бесцелно да ги спомнуваме со имиња, кога целокупната македонска јавност ги знае. Фалемдерит. Упорđiđa на Македоништ и упорđiđаме да јуве. Ингеренцата министри издрецис на базата лиѓи прџиката. Ве регулорес джикатаве нук ја надритим, да сад не нук ми час на вет материја на лјанс. Ови 860 предмети во кривичен, може ли да ми појасните точно што се случува со нив, кои што немаат не се нотирани никаде? Не постои. Јас мислам дека не изјавив дека не се нотирани. Туку не е доделен судија. Не се доделени, значи кои воопште не се постапувал. Тоа, јас, знаејќи дека вашиот интерес ќе биде многу подетален околу самиот извештај, тука е односно членот на работната група, судијата Нанев, па би замолил да одговори на вашето прашање. Добро, благодарам. Значи станува збор за една поголема бројка од 860 предмети по различни основи, според различните уписници кои што се водат во Основниот суд Скопје 1, бидејќи во основните судови во Република Македонија, исклучително во Скопска единица, функционираат најголемиот број на уписници согласно судскиот деловник. Значи станува збор на сет на предмети по различни уписници како резултат на унапредувањето на судиите во повисоките судови. Значи сите оние судии кои што биле избрани во повисоките судови, се мисли пред се тука на апелациониот суд, останале не распоредени, односно недоделени на судиите, што се разбира спротивно на законот, бидејќи останува отворено прашање што е со тоа и се доведува прашање нели и точноста на статистичките податоци. Добро, вие сте судија, може да подобро да одговорите. Со каква кривична одговорност би се сносиле председателите кои правеле злоупотреби? Работното тело, односно комисијата, имаше за цел да ја утврди основаност, односно имплементирањето на одредбите од судскиот деловник и Законот за управување и движењето на предметите. Значи, комисијата имаше обврска да констатира одредени состојби. Дали актниот системот функционира, дали има одредени слабости. Тоа е напишано во законот, од понатаму, како што каже министерот, надлежните институции ќе утврдат дали констатираните состојби исполнуваат законски битија на одредени криминации согласно кривичниот закон. И она што го напомена претходно вашиот колега, доколку се констатира дека на овој начин е злоупотребена евентуално автоматската распредела, бидејќи согласно Законот за управување и движење на предмети, членовите 2, 3 и 4, секој има право, односно секој предмет мора да биде подлежен на автоматска распределба на предметите и доделувањето мора да биде на случаен, односно природен судија. Ако се наруши тоа начел, односно доделувањето на предметот биде доделен на очекуван судија, овде станува збор дефинитивно за повреда на Европската конвенција за човекови права за постапување на непристрасен и независен суд пред фер судење. Дали разговарате со судиите и дали ги прашавте зашто кога се случувало овакво незаконско распределување на случаите немало никаква реакција од нивна страна?
Не, предмет не беше разговорите со судиите, предмет беше имплементацијата нели на овие одредби од судскиот деловник, значи директно, активно согледување на состојбата во самите уписници. Реков дека тоа министерот го кажа за пошироката јавност, тоа се уписниците спорните кои што беа наведени КПП, тоа се уписниците на судијата на претходна постапка при твореничките предмети, уписникот КС, тоа се предметите по кривичен совет кој што одлучува и кој што министерот нели ја кажа процедурата. Покрај непосредниот увид во уписникот и непосреден увид во самата функционалност на АКМИ системот. Значи непосредно беа подложени на проверка системите како функционираат и дали АКМИ системот е имплементиран, односно модулите кои што се оперативни во тој дел. Министерот не сакаше да спомнува имења. Меѓутоа, можете ли да ми кажете Градичниот суд овој период што беше предмет на анализа колку председатели на судот? Па мислам, пошироката јавност знае дека тоа е, министерот го кажа на почетокот во своето излагање, 2016 и 2017 година беа предмет на обсервација. А вам ви е добро познато кои во овој временски период биле председатели и вршители на должности. Нели еден председател и двајца вршители на должности. Тоа е ноторен факт кој што е познат на пошироката јавност. И во Врховен одбор во овој период исто така? Исто. Ама имало изгледани правилности и пред овие години. Ги спомена министрот дека во кривичен од 2013 имала некоја процедура и после тоа се е напуштена. Во 2013 министерот го презентираше ставот на комисијата дека во 2013 годишниот распоред за работа односно внатрешните процедури и од тој момент па наваму не се донесени актите, што остава сомнеш зошто тоа е направено. Бидејќи согласно Законот за управување и движење на предметите, внатрешните процедури се обврска на годишно ниво да бидат донесени од страна на раководните структури на судот и понатаму месечно да се подготвуваат месечните извештаи, што во самата констатација на записникот беше нотирано дека тоа не е правено. Што понатаму има во изминатите години и дали е злоупотребен системот, тоа може да биде направено како дополнителна анализа или контрола. Во Се извештајот бара ли одговорност од судскиот совет со оглед на тоа што по повеќе наврати ги изгледува со и изјави, меѓутоа и соопштенија дека се почитува АКМИ систем? Не ме позната таквата констатација на членовите на судскиот совет, но согласно Законот за управување и движењето на предметите, секој повисок суд и апелациониот и Врховниот суд имаат своји одговорности во надлежностите на постојана контрола и надзор на управувањето и движењето на предметите согласно Законот за управување на движење на предметите, а во таа насока по хиерархиска поставеност и судијата известител во Судскиот совет има своја надлежност во делот на правилното управување со движењето на предметите и нивната распределба. Во извештајот виде да се сомневаше дека се распределувале предметите по други суди. Со ова се докажа тоа? Ние констатиравме функционалност на АКМИ системот и мислам дека од она што беше презентирано од страна на министерот доволно кажува дека во уписникот КПП и уписникот КС апсолутно не е имплементиран АКМИ системот. Тоа доволно зборува дека наместо нели случаен избор на судија имате очекуван судија кога немате автоматска распределба на предметот.